Со огромни потенцијали за привлекување на туристи не само од земјава и регионот, туку и од подалечни земји во светот. Истина е дека пандемијата од коронавирусот ги затвори сите земји, но оваа година со отворањето на границите се отворија и можностите за искористување на овој потенцијал. Но за да се издигне овој сектор на уште повисоко ниво, неопходна е промоција и маркетинг, но и брзо прилагодување, бидејќи новата реалност во туризмот значи промена на таргетите и фокусот на пазарите кон кои ќе се цели. На оваа тема во продолжение ќе разговараме со директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски. Љупчо, добро утро. Љупчо, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро утро. Добро утро. Пред крајот на 2021 година сме, ве прашувам како ја оценувате оваа година во однос на реализацијата на туризмот во земјава со оглед дека и оваа година ја поминавме во знакот на пандемијата од коронавирусот. Пред се благодарам на можноста и гостувањето во вашата емисија. Всушност и 2020 година во која што се трудевме со повеќе број сет на влада и мерки, заедно со туристичкиот сектор, да успееме да ги задржиме сите работни места во туристичкиот сектор, бидејќи да напоменам, како една од водечките светски индустрии, или би кажал повеќе област, во светот секој 10-то пρωτпатување е во полето на туризмот, додека според одредени статистики на Светската туристичка организација, UNVTO, секој пето вработување токму во Македонија во туристичкиот сектор. Би кажал дека 2021 година имаше можност за патување. Некако успеавме да се менаџираме самата криза со пандемијата и би оценил дека многу успешно 2020 година, или ако говоревме дека во 2020 година се боревме да имаме што помал минус во туристичкиот сектор, не само во Македонија, во регионот, туку и во светот, и некаде падот кога говориме во туристичкиот сектор во македонски рамки беше околу 50%, веќе 2021 година со создавањето на зелените коридори, поголемите промотивни активности во регионот и во одредени традиционални примерни пазари за македонскиот туристички сектор, успеавме некаде да зголемиме бројката на туристи за 40 до 50% во нашата држава. Исто така, според стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, се надеваме дека ќе успееме 2021 година да ја завршиме со 2,2 милиони ноќевања. Ги покажа ли пандемијата слабостите на македонскиот туризам и насоките по кои треба да се движи земјава за понатамошен уште поголем развој? Јас веќе зборував на оваа тема неколку пати, тоа што го потенцирав е дека ние од оваа пандемија можеме многу да научиме. Да научиме всушност што значи кризно менаџирање во туризмот, што всушност треба да се работи и кои се добрите и кои се лошите страни во туристичкиот сектор. Би кажал дека ако гледаме глобално голем број на дестинации, има уште поголем пат од македонскиот туристички сектор. Но дестинациите кои што работеа со алтернативни форми на туризам и рурален туризам во нашата земја беа многу попосетени во 2020 поради неможноста за патување од домашните регионалните гости, за разлика од другите години. Всушност, тоа што треба македонскиот туристички сектор да го гради е промовирање на Македонија како дестинација за 4 сезони. Всушност, и тоа ние го возможуваме по нашата и географска положба, и релјеф, и секако можности во туристичкиот сектор. Ако велиме дека до 2019 година Скопскиот и југозападниот регион биле најпосетувани, односно 65% од вкупниот број на туристи се задржува највеќе во овие два региони, генерирајќи најголем број на ноќевања. Веќе 2021 година покажа дека и останатите региони токму кај нас можат да развиваат и да бидат атрактивни со одредени алтернативни форми на туризам на голем број на туристи. Всушност тоа што пандемијата не научи е дека веќе треба да живееме со нови можности во туристичкиот сектор, добро да се прилагодиме, бидејќи новите туристи всушност ќе бидат луѓе кои што ќе бараат повеќе природа, активности. Подолго ќе се задржуваат во дестинациите, ќе трошат вонпансионски многу повеќе, но ќе сакаат многу помали капацитети за сместување, органска храна, природа и секако ќе патуваат во кругот на своето семејство или во мали групи. Некаде на почетокот на 2021 година земјава доби златна награда за дестинација за патување, оценка од холандските туристи. Но што е на што најмногу ни забележуваат странските туристи? Каде според нив треба да се подобруваме? Според истражувањата
на Државниот завод за статистика веќе во 2019 година, мислам дека тоа се преклика од 2020-2021 година, тоа што постпандемиски ќе мора да го работиме, но и во овој период, кога сме веќе во пандемијата, е подобрување на условите. Во сместувачките капацитети, вложување многу во услугата, подобрување генерално на сликата за дестинацијата и она што ни е горлива тема, тоа е екологијата. Всушност, едно од најголемите причини во кои што ни забележуваат странските туристи, всушност е тоа што неповратно во некои сегменти ја губиме природата. Всушност, треба да исчистиме дестинацијата, бидејќи отпадот кој што можеме да го видиме, да кажеме, од патување од Скопје до Охрид, бидејќи тоа вчера го направив, бидејќи имавме B2B следби со молдавски туроператори. Сликата баш и не е добра кога ќе видите на патарините, исто така по патните правци поголеми количества на отпад. Се тоа треба многу брзо да го снема. А всушност тоа што треба да направиме е вистинската перцепција за за дестинација дека е екодестинација. На тоа поле многу треба да се работи. А сите оние стандарди кои што ги бараат новите или модерните туристи, всушност спа центрите кои што веќе не треба да бидат луксус, туку стандард за хотели со 4 звездички, подобрувањето на условите и секако прилагодувањето на одредени дестинации од кои што имаме странски туристи, холандските туристи кои што во 2020 година ја добивме и 2021 година наградата за најпосакувана дестинација, всушност тоа е долгогодишна работа и мислам дека на тоа поле успешно треба да се работи понатаму. Какви се очекувањата за зимската туристичка сезона 2021-2022? Каква е подготвеноста на сместувачките капацитети и дали има најави за странски туристи за оваа сезона годинава? Веќе 2020 година и 2021 година, кога 2020 година нашата кампања беше дома си е дома, претежно освртена кон домашните туристи поради строгите мерки од пандемијата. Некако успеавме и 2020 година да имаме зимска сезона со одредени протоколи кои што функционира и тоа ме представува големо задоволство. Всушност имаме поголем број на домашни и регионални туристи, но се случи и нешто што можеби и не го очекувавме со новата линија Киев-Скопје и интересот од тој дел на Европа. Имавме поголем број на украински туристи што претходно не беа вообичаени во нашите ски центри. Се надевам дека 2021 година, во разговор со туристичките работници и хотелирите на нашите ски центри, тие подготвено ќе дочекаат зимската сезона. Всушност, кога се зборува за зимските центри, за зимскиот туризам, требаат дополнителни големи сериозни вложувања со кои што ние ќе станеме доволно конкурентни на зимските центри во регионот. Но тоа е можеби една друга тема која што во континуитет треба да се зборува, но и на тема на која што многу повеќе треба да се работи. Всушност, со капацитетите со кои што располагаме, се надевам со снежните денови кои што се пред нас, ќе успееме и оваа 2021 година во рамките на можностите според пандемијата да не биде доволно успешно кога е зимската сезона во прашање. Дали туристичките работници се подготвени за прославата за новогодишните празници и за кои туристички точки најмногу се заинтересирани странските туристи? Всушност, новиот сој, би можел да кажем, или новата мутација на COVID-19 никако повеќе ги исплаши луѓето во Европа и во светот и повторно се постегнаа патувањата или мерките се затегнаа во одредени европски земји и на тој начин не е ни можност да се патува токму кај нас кога е во прашање на новогодишните празници. Намалувањето буквално и на летовите на одредени авиокомпании, па и нискобуџетни компании кои што оперираат од Скопскиот и од Охридскиот аеродром, ја кажува неможноста на одреден број на странски туристи да допатуваат за новогодишните празници. Но всушност кое што највеќе ќе биде посетено, според мене ќе биде Скопје и Охрид. Традиционално ќе очекуваме да имаме поголем број на домашни туристи, но исто така и туристи од регионот. Се надевам дека состојбата со пандемијата ќе остане на ова ниво, уште повеќе ќе се подобрува, а туристичките работници многу добро знаат како се спроведуваат мерките препишани од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести и ќе успееме и новогодишните празници да имаме ниско ниво на заразност, што ќе докажеме и дека токму за новогодишните празници Македонија е сигурна дестинација или нашето мото за 2021 година е Safe Fly Home. Всушност тоа и го ја одбележи 2020, се надеваме 2021 година, како и престојната 2022.
Следното и последно прашање за овој разговор ќе биде две во едно, а тоа е дека деновиве најавивте дека е зголемен интересот на туристи кои што од Молдавија сакаат да дојдат во земјава и да ја посетат. Во земјава се присутни дури 15 туроператори од оваа земја. Сега второто прашање, всушност во склоп на ова прво прашање, дека туристичката промоција на државата е неопходна, особено во насока на привлекување на поголем број туристи. Со колкав буџет располага агенцијата за следната 2022 година и дали овој буџет е доволен за она вистинска добра промоција за овие наши туристички капацитети и центри кои што можат да ги поседат странските туристи? Благодарам на прашањето. Многу значено, многу активно и првото и второто. Всушност, голем број на дестинации се повеќе вложуваат во промотивните активности или како што го викаат закрепнувањето на туристичкиот сектор, бидејќи некако за многу нешта ние почнуваме од нула. Пандемијата создаде вакуум простор кој што ние сите во туристичкиот сектор треба да го пополниме. Го пополнуваме со информативни патувања на поголем број на туроператори, не само од Молдавија, туку очекуваме во првиот квартал на 2022 година и вториот квартал од истата година да имаме поголем број на информативни патувања на блогери и влогери, со кои што ќе имаме дополнително влијание врз генерациите кои што се помеѓу 30 и 40 години и љубат активни форми на туризам да применуваат. Всушност, тоа што се уште сме ние за Европа и за одредени дестинации, Македонија представува неоткриено туристичко богатство, барем од таа гледна точка. Во токму овие динови или оваа недела, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот организира информативно патување на 15 туроператори од Молдавија. Всушност, во изминатиот период имавме поголем број состаноци и со украински, но и со руски туроператори, на кои што на информативни патувања промовиравме нашата држава и заедно со туристичкиот сектор има одреден број на битови средби. Всушност, молдавските туристи во текот на изминатиот вчерашен ден имаа средби со туроператори од Охрид. Многу се задоволни од можностите, многу се задоволни од дестинацијата и всушност очекуваме 2022 година да имаме поголем број на туристи од токму од Молдавија. Всушност, според стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2022 година, некои одредени традиционални пазари, како што е турскиот пазар, многу потешко излегува од ковид кризата, но и нивната економска криза со инфлацијата ќе оневозможи поголем број на кружни патувања токму да се одвиваат на балканскиот простор, бидејќи тие беа традиционални во 2019 година. Всушност, самата пандемија ќе оневозможи подолги патувања со автобуси, очекуваме да имаме поголем број на чартери. Но тој гап на намалување на туристи, бидејќи Турција ни беше првиот пазар, се надеваме и мислам дека ќе успееме да ги надокнадиме од Русија, од Украина и од Молдавија. Всушност, со воспоставување на линиите Москва-Скопје, Санкт-Петербург, Скопје, Киев, Скопје, се докажа дека имаме поголем број на интерес од тој тип на туристи и во текот на 2022 година, во крајна фаза, сега веќе се подпишени одредени договори, додека остане ваква состојба со ковид пандемијата и се подобри, ќе имаме чартер, за прв пат чартер линии по 20 години од Руската Федерација, од еден од две дестинации и секако од Украина, од Киев за Охрид. Кога е во прашање промоцијата, голем број на регионални земји веќе активно работат, исто како и нас, активно работат на онлайн промовирањето и на новите алатки. Всушност, ако би сакале многу пати да направиме компарација во туристичкиот сектор со нашите соседи, или многу пати љубиме да се споредуваме со Хрватска и Словенија, гиганти во туристичката индустрија, и ако добро и паметно и стратегиски работиме, можеме да ги стигнеме во некои елементи. Секој би кажал, кога е промоцијата и буџетите во прашање, далеко заостануваме. Ако за 2021 година и веќе 2022 година нашиот сосед Србија само за YouTube и за Google кампања има одвоено 680.000 евра, ако за таа намена Словенија има 2,2 милиони евра, Хрватска 32 милиони евра, велиме дека Македонија располага со многу поскромни средства и тие средства, барем Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, според низините барања, доби 4 пати помал буџет за 2022 година. Љупче, оваа тема е широка, ние сме секако отворени да разговараме и понатам во интерес на времето. Јас морам тука да се одјавам од овој разговор, бидејќи е време и за второто информативно издание. Ти благодарам што прифати да учествуваш во денешниот утрински брифинг, секако остануваме отворени за понатамошна соработка.
Благодарам и на вас на поканата.